أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وعن أمامة بن باهلي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. رواه النسائي وصححه الشيخ الباني. أما بعد. Благодарност му припаѓа само на Аллах Джелле Джелалуху, Господарот на сите светови, Владарот на судниот ден, оној со чија помош и со чија заслуга вечерва мојата, вашата навигација ја донесе овде во Долна џамија во село Лабуништа. Салават и селам, мир и спас и благослов му испрашаме на учителот на човештвото, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам, кој представува најдобар урнек и пример и модел на живот, како се живе и како се умира во постигнување на Аллахово задоволство. Од праксата, од суннетот, од едебот на исламот е: мен лем јешкури насе лем јешкурилlah. Кој не е благодарен на луѓето, не е благодарен ниту на Аллах субханаху ва таала. Затоа ние од лабошината на срце се заблагодаруваме посебно на муфтиство Струга, на чело со почитуваниот муфтија Хаджи Ади Ефенди Муртиши, на неговата оператива, потоа на имамот на оваа џамија Хаджи Истреф Ефенди Јускоски, на сенетиот одбор и на сите овие прекрасни лица кои вечерва се заедно овде во оваа дженнетска бавча да се подсетиме на Аллаховите зборови. Вели Аллах субханаху ва таала: "Валау аннахум фаалу ма юазуна бихи лакана хайран лахум ва ашадда тасбита." Кога тие би постапувале по она што се советуваат, кога ние, умметот на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, кога ние би постапувале по говорите, по куранските пораки, по хадисите на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам, лекане хайрен лахум, че бевме во големо добро, ва ашадда тасбита, и че бевме сврсти постојани во динот на Аллах азза ва џелле. Рамазанот е на прак, драги браќа. Дали ние ќе постиме или ќе гладуваме, дали ќе правиме диета или ќе се доближиме до Аллах азза ва џелле. Тајната на постот ја кажал самиот Господар, Аллах субханаху ва таала: лааллекум таттакун, да бидете богобојазливи. Што значи да бидеме богојазливи? Најдобро го дефинирал тоа Алија радијаллаху анху. Алија радијаллаху анху, кој вели: ма'на теква ал-хауфу мин ал-џелил, да имаме страво почит од Аллах, страво почит од Аллах азза ва џелле, да бидеш свесен за Аллах азза ва џелле. Второ, вал амелу бит танзил, да работиме според прописите, не нам како ни пасира. Зошто кога цела улема те учи и пејгамбер саллаллаху ти вели: мен каме рамаданен иманен ва ихтисабен гуфира леху ма тақаддама мин замби. Кој ќе го клања Рамазанот, мен каме, зашто има мен саме Рамадане иман ва ихтисабен, кој ќе пости Рамазан со иман и во верба, во награда во Аллах азза ва џелле, ќе му бидат простени минатите гревови. Меѓутоа има еден хадис каде вели: мен каме, и тој хадис Бухари и Муслим, кој ќе го клања Рамазанот со иман и со верба во награда,
ќе му бидат простени минатите гревови. Што вели улемата? Цела улема вели кој ќе го клања Рамазанот, значи кој ќе клања таравија. Суннет на пејгамбер како е? Ла тенсариф хатта янсариф ал-иман. Не смеш да напуштиш додека имамот да заврши. Ние верата ја земе како нам ни пасира. Не како што правил пејгамбер салаллаху алейхи ва саллем. Иттахаду динахум хузуван ва лаиба, вели Аллах субхану ва таала. И верата ја зедоа игра и забава како ним им пасира. Потоа, драги браќа, значи вели Алија ал-амелу битензил. Ние работиме според објавата, тоа е Куран и Суннет. Видели хадис сахих. Вели Ебу Хурейре, Абдурахман ибн Сахар ад-Доуси, кој пренесува 5374 хадиси од пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем. Вели вака. Слушај го, валлахи, еден хадис само. Аусани халили би тhalатhin, ла адахунна хатта амута. Види што вели? Нам не ни треба многу знање. Денеска, драги браќа, гледате по Facebook, по Instagram, секаде трибини, предавања, џами и све. Меѓутоа, кога ќе излеземе ние во јавен живот, по улица, во школо, во болница, каде е сјајот на исламот? Каде е ефектот на исламот? Исламот во џамија 5%. 95% е како се однесуваш на улица, како се однесуваш дома со жена, како се однесуваш на работно место, како одиш попат, како живееш со халал и со харам. Ал-амелу битензил. Значи работиме по постапка, поред Куран и Суннет. Вели Ебу Хурейре, кој асхаб кој бележи, регистрира најголем број на хадиси на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллем. Донесете салават на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллем. Викат Халили Аусани, мојот миленик, види, пејгамберот го вика мојот миленик, кој? Расулуллах Аусани, ми порача 3 работи. Ла адахунна хатта мута. Никогаш нема да ги оставам додека не умрам. Значи што? Цел живот ќе практикувам. Што е тоа? Кал сијаму ثلاثة أيام من كل شهر. Постење на 3 дена од секој месец. Секој месец да постиш 3 дена. Некој вика дека тие се бели денови, некој вика 3 дена без оглед кој да се во месец. Бидејќи 3 дена по 10, 30, постиш секој месец по 3 дена, како да си пости цела година. Второ, салату духа. Салату духа. Како ќе кланеме ние салату духа во Рамазан, кога ние ќе легнеме пред сабав или од сабав, ќе станеме од 3 сат, 4 сат после киндија? Како позне ќе правиме? Салату духа, салату ал-ауабин, рекол Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллем. Салату духа, салату ал-ауабин. Намаз на духа кој се клања од после сабав до пред полден, намаз на покајниците. Човекот има 360 зглобови, овие прсти да се движат, овие зглобови, ова чикичма. Тоа со изина Аллах. Па кога човек ќе клања салату духа, тогаш за сите нив како да поделил садака. И трето вели Ебу Хурейре, трето, wa an la anama illa ala vitrin. И пред да легнам, да клањам витар намаз. И овие 3 работи никој пат во живот не сум ги оставил. Вели Ибн Кајм ал-Џаузи. Мојот учител Шехул Ислам Ибн Тајмије, кога го прочита хадисот на Расулуллах, види што значи, еден хадис одма во живота. Кога го прочитал хадис на Расулуллах, من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. حديث صحيح. Кој после намаз ќе проучи ајетул курси, не го спречува од дженнет освен смрт. Значи проучиш ајетул курси после намаз, иншаллах во дженнет. Вели Ибн Кајм ал-Џаузи за учителот, вика валлахи никогаш не ја оставил ајетул курси после намаз. Никогаш не оставил ајетул курси после намаз. Значи веднаш во пракса. Мухамед ибн Салих Усаймин, кога го коментира Ријаду Салихин, го коментира. И кога дојде حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. Да се тушираш во ден на џума е обврска на секој мусулман. Вели Мухамед ибн Салих Усаймин, вели валлахи سواء كان سفرا
меридан, без оглед дали бев болен, дали бев патник, дали бев на патување дома, зиме, лете, јас сум се туширал пред џума за да влезам во хадисот на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Тоа е амелу би тензил. Тоа е она да работиш поред, како што рекол Аллах и Расулуллах саллаллаху. Трето, арида бил калил, да бидеш задоволен со малку. Не за дуња да бидеш сиромашен. Валлахи, вели Суфјан ет-Тауру, силахул муъмин фи хаза заман ал-мал. Вика, оружје на верникот во денешно време се парите. Зошто? Све кошта. Све кошта. Дали можеш да хванеш ти намаз празен стомак? Дали можеш да хванеш рад, ти одиш дома, жена ти бара јадење, децата ти барат пари за школа? Дали може? Не може. Не може да бидеш. Меѓутоа, не смееш да дозволиш парите да ти го окупираат срцето. Да ти бидат џепот полни. Ни'мал малу салих ли раджулин салих. Рекол пегам селем, блазе на халал пари во добар верник. Да бидеш задоволен во срце. Бидејќи вели Аллах азза ва џелле, мен амила салихен мин ذكر ау унса ва хуа муъмин фаленухијеннеху хајатен тајибе. Кој ќе прави добро, било машко, било женско, ние ќе му дадеме пријатен живот. Вели Ибн Аббас во Тефсир, и вели Ибн Судди и други, ќе му дадеме пријатен живот, значи живот со задоволство. Гледаш, денеска ми имаме све. Куќи, коли, све. Дали имаме задоволство срце? Дали имаме љубов меѓу нас? Нам не ни треба формалност, драги браќа. Формалности достани се. Го кажува моја, искам многу да должам, имате машала имам, кој ве советува постојано, Аллах да награди иншаллах, и вас. Днеска многу да должам. И на крај вели Алија, wal i'tidaду li yawmi ar-rahil. Подготовка за денот на патување. Кој ни е ден на патување? Денот кога ќе умреме. Дали знаеме кога ќе умреме? Не. Ја шејх, кога да направам тујбе? Ден пред да умреш. Па кога ќе умрам не знам. Пошто не знаеш, секој ден прави тујбе пред Аллах азза ва џелле. Ова го кажувам, извршувам, халалчините. Во Багдад живееше еден шејх, се викаше Џунейд ал-Багдади. А имаше еден Бехлул, го смета малоумен. Го смета малоумен, прост човек. Џунейд ал-Багдади рече, викнете го тој Бехлул да видам кој е тој малоумниот. Дојдоа учениците му река, Бехлул, те бара нашиот учител. Слушајте ме добро, внимателно. Не е целта колку ќе зборуваме. Важно е што ќе не остане во глава. Вика, те бара учителот да те види. Рече, јас немам потреба за учителот. Ако учителот има потреба, тој нека дојде кај мене. Фе иннел илме ла јети, иннемел илму јута. Така рекол има Малик. За наука треба да одиш, таа не доаѓа кај тебе. Јас немам потреба за Џунейд ал-Багдади, тој нека дојде. И учениците дојдоа, му река Џунейд, а тој малоумниот простиот рече, ако ти имаш потреба за него, додиш кај него. Тој нема потреба кај тебе. Во право, рече. Право е. Види, многу е важно човек да признае вистината, да се помири, да рече вистина е така, бе, готово. И што вели? Отиде Џунейд Багдади кај Бехлул. Валлахи, многу поучна случка. Вели Џунейд ал-Багдади, абе Бехлул, ти си Бехлул? Да, рече. А ти кој си? Јас сум учителот на луѓето, кој ги поучува и кој ги воспитува. Види, има разлика, драги браќа, валлахи има разлика. Да поучуваш и да едуцираш. Юаллимухум ва юзекихим, вели Аллах. Има разлика. Да ги учиш луѓето и да ги воспитуваш луѓето. Имаш дете да го научиш и да го воспиташ. Имаш дете учено, све знае. Ама карактер катастрофа. Имаш доктор, се знае, експерт, стручнак, меѓутоа мито, далавера и така натаму. Значи има разлика, образование и воспитание. Вели, кој си ти? Рече, јас сум оној кој ги поучува и воспитува луѓето. Океј, тамам. Може едно прашање. Кој му вели Бехлул, му вели на Џунейд ал-Багдади, на шејх. Кажи ми ги прописите на јадење. Адабул акли ва шурби, така се вика на арапски. Прописи на јадење и пиење, драги браќа. Одека ми сме муслимани, иншалла ги знаеме сите, иншалла ги учиме нашите деца, нашите внуци, ги учиме прописи на јадење и пиење. Кои се прописи на јадење и пиење? И Џунейд ал-Багдади му вели. Прво пред да почнеш да јадење, ќе измиеш раце, ќе седнеш на софра, ќе јадеш со десна рака, ќе речеш бисмилля, ќе јадеш пред себе, нема да наоѓаш мани. Бидејќи вели Аиша, ма бен небију таамен хакату. Пејгамбер никој пат на јадење не наоѓал мана.
Никој пат. И на крај ќе речеш Алхамдулилlah, кога ќе завршиш. И ќе ги измиеш раце. Речеш тоа, па ќе ти ништо не знаеш. Како ме ништо? Тоа е суннет на пејгамбер. Рече, слушавам, да, суннет е. Миеш раце пред јадење, речеш бисмилај, јадеш со десна рака, јадеш пред себе, на крај викаш Алхамдулилlah. Што сето тоа го правиш, а пред тебе јадењето е харам? Дали ти вреди 100 пати бисмилај да викаш? Дали ти вреди да миеш раце цел ден, да јадеш со десна рака, кога јадењето е харам? Што е па? Значи, не вреди ти да практикуваш суннет, а ти духот на суннетот не го практикуваш. Значи, што треба да биде јадењето правилно? Прво биде халал, па после суннетот, да. Рече, извини, да те прашам, кои се адабу ном? Ајде да се подсетиме, драги браќа. Кои се прописи на спиење? Ево, вечера чуеме на спиење. Кои се сунети на спиење? Да се имаш абдес. Татавадда вудука лиссала, рекол пејгамбер селем. Кога чуеш да спиеш, земи абдес како што земаш абдес за намаз. Второ, легни на десна страна. Трето, проучи дови. Аллахуме кини азабека јауме тебафак. Проучи ајатул курси. Кој ќе проучи ајатул курси, лем језале мин Аллахи хафизен хатта јусбих. Кој ќе проучи ајатул курси пред спиење, цела ноќ чувар ќе го штити. Хадис сахи, стева хадиси сахи. Рече, добро. Друго, што е суннет? Тоа бе рече? Не рече. Тоа е суннет. Меѓутоа еден поголем суннет. Кој е тој поголем суннет? Кој ќе легнеш навечер да направиш мухасебе би нефсике. Да направиш само пресметка. Овој ден помина, овој ден не се враќа, драги браќа. Овој ден дали ќе ни биде на кантарот на наши добри дела или на кантарот на наши лоши дела? Дали ти вечерва ќе легнеш со чисто срце или со лошо срце? Дали денеска ќе речеш, о Аллах, како што рекол пејгамбер селем, Ейне Абу Дамдам? Каде е Абу Дамдам? Рекол, Расулуллах, зошто Абу Дамдам? Фа иннаху тасаддака би садака. Бидејќи Абу Дамдам сношти поделил таква садака, те зелзелет аршур Рахман, се потресол престолот на Аллах. Каква садака поделил? $1,000,000 евра? Не бе. Абу Дамдам кој легнал навеќе рекол Аллах, денеска кој мене ме опцул, денеска кој мене ме озборувал, денеска кој мене ме оговарал, кој ми нанесол зло, по чест, по углед, ја Аллах им правам халал, само Аллах да ми се смилува. Да не длъжа много. Драги браша, јас верувам дека вие сте машала учени, вие сте способни, вие сте спремни за трката која се вика Рамазан, за овој маратон кој треба да биде школа. А Рамазан е, како што го пејгамбер селем во хадис сахих, хадис Несаи, Рамадан шахру сабр. Рамазан е месец на сабр. Дали ќе имаме сабр да кланяме комплетно? Дали ми ќе имаме сабр да кланяме духа намаз да станеме порано? Или Рамазан ќе ни биде само месец на џумбиш, месец на фолклор, месец на муабети, месец на гостување и така натаму. Ја го молам Аллах азza wa jalla en јеруддена ila l-Islami redden џемила, Аллах да не врати во Ислам со право свашање и со живење во Ислам. Уште еднаш Аллах да ме награди сите вас, Аллах да ме награди нашиот муфтија, неговата оператива, имамот на оваа џамија, одборот кој не покани сите вас. Аллах нека ве чува и нека ви даде секое добро, иншаллах таала. Иншаллах, како што рекол Али радијаллаху анху. Али радијаллаху анху рекол, халал чинете. Последна ноќ рекол, менил макбул фенуханни, во менил мардуд фенуазих. Али радијаллаху анху, последна ноќ од Рамазан излегол, рекол, кој е оној кој му е примено да му честитаме, кој е оној кој му е отфрлено да му речеме ти си умре незакопан. Иншаллах ние да видиме живи со ла илаха илlallah. Вассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху. Субханека Аллахумма хамдик, ашхаду ан ла илаха илля антә, астагфирука ва атубу илейк.